Се наоѓаме во просториите на Домот на културата Иван Мазов Климе. Годината е 1997. Тогаш започна она што веќе 25 години трае, екзистира и расте од година во година и по квалитет, и по бројност, и по се. Меѓутоа, едно нешто не се смени. Не се смени господинот до мене, не се смени господинот Станоев, кој што сите популарно го знаат како Дейзи, првиот човек на фестивалот Гроздоберче, кој слави 25 годишен јубилеј. Токму така. Поздрав до сите гледачи на КТВ телевизија. Поздрав до сите гроздоберчиња што имат земено учество во овие 25 години на фестивалот Гроздоберче, значи убаво кажати од 1997 па до 2021 година. Точно и се сеќавам на првата песна што и беше испејана 1997 година во спортската сала Јасмин на првиот фестивал Гроздоберче. Песничката се викаше Сестричка, а ја пеа Дејан и Даринка Делови, близнаците. Значи тоа беше почетокот на една бајка и приказна, со Господ напред, што трае и ден денеска. Јас морам да те прашам. Повеќе. Дали може би ти текнало за 25-тото издание да ги поканиш токму Дејан и Даринка? Па не случајно го кажа тоа, браво Мики. Поканети се и уште многу други наши гроздоберчиња. Може ќе опеат повторно песната. Само ако имат деца, не знам. Битно е да ги видиме тука на сцената како родители. Сега тие се наши гроздоберчиња што беа гроздоберчиња, што беа малечки по 6-7 годинки, а сега се веќе родители имат дечиња по 6-7 годинки. Тоа е историјата на овие 25 години на приказната Гроздоберче. Ние не менуваме нешто во нашата концепција. Освен што се трудиме во секој поглед да напредуваме. Иако, наискрено да ви кажам, оваа година е тешка и со пандемијата, и со сите технички работи, затоа што такви се условите. Ние мора да се придржуваме кон онаа што ни го налага секојдневието. Значи, ограничен број на публика, ограничен број на луѓе што можат да присуствуваат на фестивалот, со сите мерки превземени за против ковидот, се разбира. Тоа е сепак една голема, како да кажам, еден терет што ние го носиме, ама секако ќе издржиме во тој поглед. Гроздоберче беше и остана без надпреварувачки карактер, значи сите се победници. Меѓутоа, исто така и сите земаат учество на гостувањата надвор од Кавадарци. Меѓутоа, сепак, понекојаш така, оваа година еден, следната друг, па земаат учество и на меѓународни фестивали. Токму така, фестивалот има меѓународен карактер веќе 11 години. Нашата соработка продолжува, еве сега очекуваме делегацијата од Рожеја Црна Гора, учесниците наши од фестивалот Златна пахулја. Тие славија оваа година 27 години, значи 2 години се повозрасни од Гроздоберче. Тие се наши пријатели 11 години, имавме соработка, се разбира, и со Ковин, со фестивалот Деца певају хитови, имавме учесници од Бугарија, сега имаме учесници од Словенија. Значи, нашата соработка и нашата иницијатива во тој дел ќе остане, се надевам, уште многу години. Меѓународната соработка со дечињата. Нашите гроздоберчиња учествуваат на тие фестивали, имат едно ново искуство, се запознават со нивните другарчиња што учествуваат на тие фестивали и ден денеска се пријатели. И тие што биле пред 10 години, оние што ќе дојдат сега. Морам да те прашам, памтиш ли некој од твоите гроздоберчиња кој што пеел на фестивалот, па да ја продолжи музичката кариера? Па имаме многу такви што продолжи. Многу од нашите учесници што беа, да речеме, првенствено на овој фестивал од 97-98 година, јас ќе се заблагодарам во овој момент на многу од нашите пријатели музичари што земале учество, што ги пееле химните или учествувале со учесниците на овој фестивал, како што е Екатерина Танева, Џоко Таневски, Наташа Малинкова, Александра Михова, Адријан Гаджа и да не ги бројам. Значи, многу има што учествуваат. Сите тие дадоа еден свој печат и придонес кон, да речеме, успехот на фестивалот Гроздоберче. Зошто? Затоа што децата, кога пеат на фестивалот, кога ќе видат некоја звезда што учествува со нив рамноправно на фестивалот, тие се радуваат и имаат желба еден ден и тие да станат звезди. Нормално.
Тоа е целта. Не е битно дали некој од учесниците ќе биде пеач, музичар или така натаму. Има многу од учесниците што денеска се и доктори, лекари, инженери и така натаму. Значи, постигнале нешто во својот живот, ама спомените што ги носат со фестивалот Гроздоберче остануваат за секогаш. Кога е 25-ката? 25-ката е на 5 и 6 ноември, петок и сабота од 19 часов во Домот на културата Иван Мазов Климе. Зошто 2 дена? Па заради ограничувањето на бројот на посетителите. Мислам, дали повторно имаше едно време подева помлади, оние младинци, помлади... Да, добро го спомнува. Имавме едно време, тоа фактички беа 2 фестивала. 2 фестивала. Да, за помалите учесници од 5, да кажеме, до 10 години и за учесници од 10 до 16 години. Тоа траеше добри 10 години. И тоа функционираше како што треба. Имавме енергија и тоа го работевме со љубов. Морам да го споменам тимот, што многу години назад работи, студиото на мојот драг пријател Пепи Ангелов, студио Компакт продукција, каде што се бориме. На некој начин не е тоа мака, тоа е сладка мака, ама сепак да им кажеме на луѓето дека треба да знаат дека да се направи една песна не е баш така лесно. Песничката, дали е за детенце од 5 години или дали е за возрастен пеач од 25 години, принципот е ист. Сето останато се нијанси. Значи, нијансите ние ги употребуваме во кој дел? Во делот на она кај што детето треба да има содржан текст и возрастен текст спрема возраста на детето. Се разбира и музиката е тук. Па никој на овие фестивали, сега нема да спомнувам, ама ние се трудиме во нашите песни се свират гитари во живо. И акустични и електрични гитари. Пратички вокали, сето тоа организирано. Значи, сето тоа на некој начин, оние што знаат го ценат. А оние што не знаат, па се надевам дека ќе дознаат. Во секој случај. Тоа е нашата работа во овие 25 години. Морам да споменам уште многу луѓе сега, да не заборавам некој што биле дел од овој фестивал. И дел од сценографиите, дел од водителството на фестивалот, како што е Диме Коцев и Александар Малинков и така натаму, што биле Диме Боцев, да не го заборавам, и уште многу други. Се извинувам некој ако заборавам, најискрено, не е ништо намерно. Во овие 25 години толку многу луѓе се внесувале во оваа енергија. И тоа, сето сме го правеле со љубов и со кејф, бе, луѓе. Значи, не е ова некој си, како да кажам, бизнис па ќе продаваме или не знам што. Ова е нашата љубов кон музиката и кон децата. Ја сакам да им се заблагодарим на сите оние наши помагатели во овие 25 години, што ги сакаат децата и што го ценат нашиот труд. Значи, збориме за 25 години. Многу од институциите и фирмите и така натаму и општината биле и се уште се дел од оваа приказна, затоа што ние не можеме да функционираме без помош од тие институции. Ние продаваме љубов, песни, се разбере, некој тоа треба да го разбере и да го подржи како што е редот. Не онака махинално, ај колку да помине. Не, ние не правиме така. Ние правиме максимално квалитет што ќе се задржи, верувам, многу години. Пак ќе се вратам назад. Не случајно дечиња што пееле на фестивалот, зборам од 97 година, па 98 и така натаму, денеска се родители и тие со најголема љубов се сеќаваат на нивното учество на фестивалот. И кога ќе ме сретнат, леле, Дези, уште памтам кога пеев мојата песна, не можам тоа чувство да го заборавам. Тоа е нашата сатисфакција. Тоа е нашата енергија. Затоа што ние подаруваме љубов и песни, а тие ни возвраќаат со љубов. Кажи ми, ќе има хор, денсери? Да, ќе има балетски групи, ги спремаме Билјана и тие ќе бидат како, да речеме, дел и од кореографијата на фестивалот и така натаму, да биде како беше она, цело е кога има се. Се разбира, уште еднаш ќе повторам, со сите запазени мерки против ковидот. Ти и Пепи задолжени за оној музички дел, Билјана задолжена за денсерскиот дел, значи оние што ќе настапуваат исто така на сцена. Имате ли уште некоја помош? Помошта најискрена... За човечки фактори. Не, за човечки фактори. Најискрената помош покрај, како што кажав, институциите што се тука во нашиот град, а и од цела Македонија, затоа што имаме помагатели од целата држава. Во секој случај имаме и посебни изненадувања тука, што се разбира дека некој тука и свири и гитари, како што е Васко. Да речеме, пратичките вокали што ги пеела и Катерина Танева, пратички вокали, и Александра Михова, и Наташа Малинкова, сите тие биле дел од овој фестивал. Исто и оваа година се случува истото.
Да кажем, Радица ова година и предходната ги пееше пратишките вокали, секој во својот дел да придонесе да тоа биде спакувано како што треба. А че има ли специјални гости на фестивалот годинава? Па, кажа, специјалните гости се оние учесници што биле меѓу првите фестивали. Значи, по-специјални од тие гости здравје. Прашао за овие естрадниве. Од естрадните? Од страдниве. Не, нема потреба затоа што сега сакаме да дадеме печат токму на она што било од 97 до 2021 година. Да ги испоштуваме сите наши тие што биле бившите учесници и сегашните. Се разбира како што кажав и нашите гости што се од Рожие ќе бидат присутни, имаме 2 песни од Рожие и една од Словенија. Јас само ќе кажам, ако сакате да поверувате и ако сакате да бидете дел од магијата Гроздоберче која трае веќе 25 години, петок и сабота од 19 часот на оваа сцена позади мене. Бензинска пумпа ДМД Оил.